Дозволете ми да прочитам прашања кои што стигнаа до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Ваш став за покренатото обвинение против поранешниот градоначалник на Центар кој беше ваш предлог. Очаен е обидот за дефокус на власта од сопствените криминали и вообичаен неуспешен фолклор за притисоци за уставни измени под бугарски диктат кои нема да се случат. Владимир Тодорович не е градоначалник веќе 10 години и исто толку време е надвор од политиката. Да се отвори случај после 10 години, а при тоа во државата слободно да се шетаат вице-премиерот Артан Груби, чие најтесно семејство купуваше имот на улица Македонија по багателни цени, 20 годишниот внук на Али Ахмети да вади неколку десетици милиони евра за да ја купи Соравија, кога Ден Дончев избега од државата, иако јавно се виде на снимка како бега со туца пари, во моменти кога премиерот Ковачевски го трпа својот имот и неговата влада си дава концесии на неговото семејство, да потрошите околу 170 милиони евра или 10,5 милиарди денари и да изберете криминален надзор за коридорот 8 и 10Д и при сето ова да се занимавате со Тодорович, не е ништо друго, туку брутална политичка хајка, дефокусирање од криминалите на власта и паника во редовите на власта. Вардар не може да ги испере од одговорност и ќе одговараат за секој еден криминал, но и тие од обвинителството кои по своја волја наместо да спроведуваат закон, спроведуваат политички наредби на власта. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам уште едно прашање. Со оглед дека председателот на партијата кажа дека сега единствената опција се предвремени избори, дали овој нов предлог предвидува изгласување на уставните измени па одење на предвремени парламентарни избори или барањето за избори е неповрзано со процесот на промена на уставот. Прецизен и конзистентен е ставот на ВМРО-ДПМН, уставни измени под бугарски диктат нема да се случат и нема да прифатиме. Власта нема мнозинство и затоа единственото решение се предвремени избори за спас на Македонија. Ви благодарам.